Општина Кочани, иако зафаќа големи ридести површини, сепак е меѓу најсиромашните со шуми. Неконтролираната експлоатација на шумскиот фонд и во изминатите децении и масовната бесправна сеча, сепак во последните 2 децении со голија многу ридови. Последиците од недомакинското работење најдобро се гледаат во голите ридишта околу градот, потоа во атарите на речиси сите села на Осоговските планини и на Плачковица. Нивичанци, например, откако исекоа се што имаа во својата, сега пустошат низ Пантелејската корија. Се сечат дрвца со пречник од 7-8 сантиметри, бидејќи зрели стебла на планска сеча практично нема. Од овде со години наназад со комбиња, трактори и камиони на црно се изнесуваат кубици огромно дрво. Сега дрвокраците опасно му се приближуваат на ловниот резерват. Дрва се крадат и во селата под Плачковица, но поради непристапниот терен, нивниот транспорт се врши со коњи и магариња. Ваквите состојби не само во Кочанско ги принудија надлежните да воведат построги казнени мерки. Според измените во законот, дрвокрадец кој ќе биде фатен со кубик дрва, ќе добие казна затвор од 1 година. Доколку дрвната маса е со поголема кубикажа, затворската казна може да се зголеми до 3 години. Ако пак дрвата се намените за трговија, дрвокрадецот ќе заработи и до 5 години затвор. За поефикасна заштита на шумите ќе се воведе и електронски систем за надзор и контрола на движењето на дрвната маса. Практично сите служби и техниката ќе бидат ставени во функција за заштита на шумскиот фонд и создавање услови за законско стопанисување на постоечката дрвна маса.